Скопски агол, колешката Елизабета Спасиновска-Дамјановска ќе разговара на тема Денот на акушерите. Бети, добро утро, повели со разговорот. Добро утро. На 5 мај светот го одбележа Денот на акушерките. Овој ден можеби кај нас устана не многу забележан и никако во сенка на уште еден голем празник кој што го одбележувавме Денот на македонскиот јазик. Меѓутоа во утрински брифинг одлучивме да им дадеме простор токму и на акушерките, на оние кои што можеби ја работат најблагородната работа во светот, оние кои што на свет ги носат бебињата. Да го кажат и она што значи за нив акушерството, што значи за нив да се одбележи еден таков ден. Со нас денеска на линкот е Тања Петковска, акушерка која што 20 години работи на гинеколошко-акушерската клиника. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. За почеток еве веднаш ке ве прашам, се одбележа пред 2 дена светскиот ден на акушерките. Има ли за вас овој ден некакво посебно значење? Па вака, како прво, од моје име и од името на акушерство, на сите мои колешки, акушерки, каде и да се, сакам да им го честитам светскиот ден на акушерките. Тоа е една професија која е најблагодарна професија на светот. За жал, ова е втора година што ја одбележуваме светскиот ден на акушерките во вакви вонредни услови и во услови на социјална изолираност, која што ја наметна пандемијата од COVID-19. Покрај тоа што велите, втора година поред ја одбележувате скромно, можеби, овој ден, меѓутоа е важно да спомнеме дека и 2 години поред веќе и работите во посебни услови, не само што одбележувате. Стресно ли е да се биде акушерка, посебно во болница во која што се примаат и ковид позитивни родилки, па и се раѓаат позитивни бебиња? Професијата акушерка, јас и моите колешки ја работиме со голема љубов, грижа, сочувство, се внесуваме целосно во работата за да им помогнеме на идните мајки на свет да донесат здраво бебе. Привилегија и чест што се наоѓаме на едно такво место каде што се раѓа еден нов живот. Ние се наоѓаме на местото каде што почнуваат болките, ги водиме идните мајки низ целиот процес на раѓање, им помагаме да ги поминаат болките, им помагаме во побезболно раѓање, им го подаваме првото новороденче, после самиот чин на породување, како и им помагаме во часовите после породувањето, во грижата и нивната нега. Може би на некој начин ние можам да кажам и сте утеха за младите мајки. Кај нас во Македонија, во болниците низ Македонија, колку што сум запозната, не е дозволено татковците да присуствуваат на породувањето, за разлика од другите држави во светот, па може би и токму затоа вие сте она утеха, оние кои што ги држат за раце родилките додека проаѓаат низ овие тешки мигови. Меѓутоа, кога ќе дојде позитивна на ковид родилка, што се случува? Како постапувате во тој случај? Таа е исплашена, верувам, дали вие сте исплашени во тој случај? Значи, од самиот почеток на ковид пандемијава, како и родилките, така и ние акушерките, бевме многу вознемирани и исплашени затоа што се сретнувавме со нешто непознато и опасно. Секако тоа што е све непознато носи многу вакво грижа, загриженост што ќе се случува и така понатака, но со сета наша професионалност, љубов и грижа кон работата, успеваме понатака да ја работиме работата и да им помогнеме на идните мајки на свет да донесат здрави бебиња. Имате ли некоја статистика колку бебиња се родени минатава година или откако е почната пандемијата, колку од нив се ковид позитивни бебиња? Па, бидејќи нашата клиника за гинекологија и акушерство е една од најголемото родилиште во државата, но и единствена болница која што ги прима ковид позитивните или суспектни пациентки,
претходните години раѓањето достигнуваше до 5000 пораѓаја, но во 2020 година оваа бројка се намали за 900 раѓања, бидејќи на почетокот од пандемијата примавме само ковид позитивни пациенти и суспектни пациентки и некои комплицирани пораѓаи. Другите здрави мајки ги препраќавме во други клиника и гинекологија, акушерство Чаир. Така да од почетокот на пандемијата до сега се родени 340 бебиња кои што се од мајки ковид позитивни или суспектни пациентки. Меѓутоа, ниедно од овие новородени не е заболено, нема трансфер, например, од мајката кон бебето со ковид позитивни. Тања, споменав на почетокот дека вие сте тие кои што ја носат најрадосната вест и сте поддршка на мајките, меѓутоа за жал има и ситуации кога исходот не е добар. Како го доживувате вие лично тоа и сите ваши колишки? Па ние самата работа се сретнуваме со големи предизвици. Ние самиот чин на раѓање, секое раѓање е предизвик за нас. Ние во тоа не само што ја даваме грижата кон родилките, ние исто така ги даваме и нашите емоции, особено кога ќе ја видиме насмевката на мајката, кога ќе го види нејзиното новороденче и кога ќе го слушнеме плачот на бебето. Но секако има и такви негативни исходи, така да ние сме тука и да ги поддржиме и да им помогнеме на мајките што полесно да го поминат тоа. Пред крајот на разговорот само би сакала и да ве прашам какво е вашето мислење во врска со оние неубави, несакани бременности и раѓања кои што се случуваат не овде кај вас на клиниката, меѓутоа во целата држава се случуваат никогаш и несакани исходи како смрт на родилка или смрт на бебињата. Понекогаш се жалат и родилките на неубавиот третман на докторите, на гинеколозите. Мислите ли дека тоа го ја намалува довербата во самата акушерска професија? Не мислам дека ја намалува довербата. Ние се трудиме максимално да се посветиме на родилките, максимално и професионално си ја вршиме работата и се надевам дека ќе има многу задоволни мајки понатака. Тања, јас тука никаде ќе ви заблагодарам за издвоеното време. Знам дека сте во брзање, знам дека уште многу родилки ве чекаат внатре да им помогнете и на свет да донесете живо и здраво бебе. Ќе ви посакам успешна работа. Фала многу. Ние се одјавуваме од пред гинеколошко-акушерската клиника во Скопје.